македонска јавност, одговорот на второто прашање не стигна, затоа што најверојатно беше деконцентриран. Премиерот имаше друга задача, требаше да го брани првиот вице-премиер, видно вознемирен. Едноставно беше второто прашање: премиере, дали и покрај барањето на Министерство за здравство, тоа што не сте го одобриле лекот за пациент со ваква тешка болест, сметате дека можете да си го продолжите мандатот. За жал, излеговте со напишан говор, пресот го читаше колегата Милет Алевски, истите зборови ги прочитавте и вие, целосно изгубени во контекстот на ова собрание. Да ве подсетам, на пратенички прашања се остварува надзорната функција над собранието, над извршната власт. И вие кога одговарате на пратенички прашања, одговарате на прашања кои ги поставува јавноста. И не морате истите да ги зачинувате со лични напади, меѓутоа многу ми е мило што конечно целата македонска јавност виде како вие се користите со методи на Бугарската комунистичка партија. Бугарската комунистичка партија има во историски документи дека прави фалсификат за членство на Никола Јонков Вапцаров во селото Столп во Бугарија, кој што се наоѓа. Фалсификат. И денеска, толку години подоцна, вие, неизбраниот премиер, не баре избран на Централен комитет на Комунистичка партија, во 21. век, наместо да одговарате, се служите со истите комунистички методи, каде што кажувате кој, кое и кој како треба да се осеќа. А за навредата нема воопшто да коментирам, затоа што последниот аргумент на глупоста е само навредувањето. Секој аргумент или секој епитет кој што сакавте да го кажете, да знаете дека се однесува на вас. Вратете ја снимката, погледнете добро и кога ќе слушнете глупи Август, размислете дали се однесува за вас или се однесува тоа за некој друг. Во секој случај не беше долично такво нешто да се слушне од собраниска говорница, особено не во моменти кога се остварува надзорната улога. Меѓутоа, за жал, потонуваме не само економски, туку потонува и политичката култура, потонува и демократијата во Македонија со вас. Не сум задоволен затоа што и не добив одговор и немам дополнително прашање. Одговор на третото прашање ќе даде председателот на владата. Повелете.